бидејќи многу на кратко сакам. Укажав за извештаите, очекував таков одговор. Не ќе да должам премногу, со членот се бришат квартални извештаи, законот за инспекцијски надзор не е препознат квартални, туку годишни, полугодишни и така натаму. Моја лична заложба е било кој извештај дека е едно од најдобрите работи за следливост на работењето на една институција. Првично за самата институција, па понатаму за сите други органи и секогаш ќе се залагам за да имаме некој извештај плюс. Добро е тоа, не се. Тоа нема да се обратам внимание. Јас во однос на членот 3, односно членот 12. Јас не зборам на празно. Еве ќе во храбрам. Или ако сакате заедно ќе отидеме. Да видиме со каква ситуација, од колку инспектори таму, колку имаме случаи за овие кај што ги збориме. Дека економисти и правници извршуваат активности на инспектори во оделенија што се за лифтови, за рудари и така натаму. Еве ќе го охрабрам заедно ако сакате. Или да не го злоупотребуваме присуството на представникот на владата за буквално да све. Но ви тврдам дека тоа ни се случува. И тоа ни се случува со поголем дел од кадарот во инспекторатот. И второ, едно од работите зошто се брза, можете да проверите и таа информација, ќе ја провериме сигурно ако не сега на крајот на годината. Легендата вели, добиени се согласностите, сега се брза да се напълни со кадри час поскоро. За 20 до 25% плюс. Доколку ние ова го ставиме овдека како ризик да стои, или не земеме некој комисијски амандман или било како да интервенираме, да се вратиме на претходното законско решение, нема да го читам, ќе ви го доставам ако сакате, ова е закон што претходно важел, функционирал. Стриктно си е наведено, или како што велите вие, посебните услови. Ние во тој сегмент ќе си имаме катастрофа. Несреќи ќе ни се случуваат, ќе кривиме виша сила, ќе се наоѓаме било какви причини, ќе се обвинуваме едни со други, но тоа нема го реши проблемот. Наша овдека задача е да направиме најдобра можна легислатива. Оваа држава да има правни и оперативни механизми со кои што несреќите треба да се спречуваат, а не да имаме механизми за кои што ние за несреќите би дискутирале. Ви благодарам.